Ова што ќе го зборуваме денес, не дека она што сме го зборувале минатата сабота или предминатата сабота не било важно, значи не верувам дека од овде нешто што се изнело не било важно, било можеби помалку важно или и повеќе важно, меѓутоа ова е навистина важно, подвлечено важно, затоа што станува збор за местата во Библијата каде што Господ лично запишувал нешто со свој прст, што самото по себе му дава важност, огромна важност. Значи, ако целата Библија е вдъхновена од Светиот Дух, знаеме, напишана преку рацете на многу писатели, меѓутоа, можеме да кажеме, напишана од Бога, Бог е авторот, сепак овие делови кај што Господ се решил лично тој да запише нешто, се навистина од огромна важност. Може да кажеме најважно. Или еве важно подцртано, како што кажав. Секако, ќе започнеме со најважното и сега да има во нашите редови некои протестанти, ќе речат, па е, сега, вие се покажувате, законот ви е на вас најважен. Па е важен, затоа што се врти околу законот и на крајот дури големата борба ќе биде околу законот, пред се околу четвртата заповед. Но да отвориме Излез 31:18, да се подсетиме на стихот во Излез 31:18, каде што вели: кога Господ го сврши својот разговор со Мојсија на Синајската гора, му даде две плочи на сведоштвото, камени плочи, напишани со Божиот прст. Значи, законот е толку важен, што Господ лично го запишал со Божиот прст. Ако се сеќавате на еден од тие старите филмови, 10 Божи заповеди, мислам, ако не беше тој стариот, тоа беше прикажано како онака со оган, како ги исцртува, нели, буквите Бог на тие камени плочи. И важноста се нагласува и со тоа што биле запишени заповедите на камени плочи, на камен, нешто што трае, што има трајност. Второто место на кое што Господ запишал нешто со свој прст, тоа е во Данијел 5 глава, кога ќе му биде одреден судот, всушност пресудата на Валтазар, вавилонскиот цар, внукот на Навуходоносор. 5 глава Данијел. Сеќавате кога истата таа вечер, истиот тој ден ќе падне Вавилон, а тој во сета своја дрскост и гордост на големината, на силината, на сигурноста на тој голем Вавилон, ќе си направи една забава, едно пирување, можеме да кажеме, со неговите жени, со неговите големци, со соложниците, и ќе се дрзне да пијат вино од оние сребрени посадки кои што биле грабнати од Божиот храм во Ерусалим. И почнува забавата, и вели 4 стих, пиеја вино и ги славија своите богови од злато и сребро, од бронза и железо, од дрво и камен, и од ненадеж се појавија прсти на човечка рака, кои почнаа да пишуваат спроти големиот светилник, значи да биде видливо, по варосаниот зид на царскиот дворец, и царот ја виде дланката на раката што пишуваше. Само рака. Царот пребледе, не знам, ние кога би виделе ваква сцена, како ние би се осетиле. Царот пребледе, мислите му го смутија зглобовите неговите колкови попушта и колената почнаа да му удираат едно во друго. Замислите си оваа сцена како на цртан филм некојаш, ако сте виделе, баш буквално така како удираат колената едно во друго. Значи страв, невиден. Гласно ги повика волшебниците, звездарите, гадалците, на сите мудреци всушност вавилонски, за да му го протолкуваат писмото кој што било запишано. Не нашол никого. На крајот му го посочуваат Данијел, кој друг, оној кој што веќе бил познат по толкувања.
И сега доаѓа Даниел и му толкува, 18 стих, од цару Севишниот Бог му даде царство, величина, чест и слава на Навуходоносор, твојот татко. Заради величината што му ја даде, трепереа од страв пред него народите, племињата и јазиците. Тој убиваше според својата волја, го оставаше во живот кого што сакаше, го возвишуваше кого што сакаше, го понизуваше кого што сакаше. Сета власт беше во негови раци. Господ му даде таква власт. Но, едно големо но, кога срцето му се издигна и духот се ожесточи до дрскост, тогаш беше оборен од својот царски престол и славата му беше одземена. Беше протерано човечкото општество и неговото срце стана слично на животинското. Престојуваше со диви ослици, јадеше трева како вол. Небесната роса го миеше неговото тело, доека не созна дека Севишниот Бог има власт над човечкото царство и дека го става на чело оној кого што тој сака. Неверојатно како овие големци, па и денешниве, забораваат, значи во тој занес на власта што ја имаат, забораваат дека има некој над нив, кој што всушност овозможил да тие дојдат на власт. Дозволил едноставно. И сега, значи, Даниел го подсеќа на неговиот дедо, како ја имал власта што Господ му ја дал, па како ја изгубил заради неговата дрскост, заради неговата горбост, затоа што се дигнал против Бога. И сега му вели, но ти, Валтазар, сине негов, не го понижи своето срце, иако го знаеше сето ова. Ти ја знаеше сето оваа историја. Одговорноста твоја е уште поголема. Ти се издигна против небесниот Господ и ти се издигна, значи како него нареди да ти ги донесат посадките од неговиот храм. И пиевте вино од нив, ти, твоите големци, твоите жени, твоите соложници, фалейки ги боговите од злато и сребро, од бронза и железо, од дрво и камен, кои не гледаат, не слушаат, ниту разбираат, а не му даде слава на Бога, кој во својата рака ги држи твојот здив и сите твои патишта. Се е во негови раци. И затоа тој ја испрати оваа рака која го напише ова писмо, и еве што е напишено: мене Текел Уфарсин, и му кажува: мене, значи Господ го измери твоето царство и му ставил крај. И крајот на Вавилонско царство ќе дојде истата вечер. Доека тоа се слушуваат, медоперсиците веќе работат. Ја пренасочуваат реката, знаете, и влегуваат веќе. Текел беше мерен врз мерилка и најден си прелесен. Дори ова мене два пати спомнал, значи два пати. Господ го измери твоето царство и му стави крај. Господ го измери твоето царство и му стави крај. Мерен си на мерилка и си најден прелесен. И Уфарсин, твоето царство е разделено и ме предадено на мидијанците и на персијанците. Прецизна порака. Значи, судот дојде врз Валтазар, судот дојде и врз Вавилон. Значи го имаме законот, запишан со Божи прст, овде имаме суд на цела една нација, пресуда, и потоа имаме она Јован 8 глава на која што се навраќаме веќе 2-3 саботи поред, она прва средба на Марија Магдалена со Исуса, каде таа коленичи и мисли дека и дошол веќе крајот, затоа што сите овие околу неа грамнале камења и само чекаат што ќе каже Исус, да го фатат во замка, дали да ја каменуваат, дали не. Дали ќе застане против Мојсиевиот закон, можеби, или пак ќе застане против римската власт. Исус, како и секојаш, ќе се извлече на маестрален начин овде. Што прави? Нити им противречи, ни ништо. 6 стих од 8 глава, Јован, тоа го рекоа, вели, за да го искушаат, за да имаат зашто да го обвинат, а Исус се наведна и пишуваше со прстот по земјата. И нема што да се прашуваме што пишува, Елен Вајт ни кажува, ги пишува нивните тајни гревови на сите овие на собраните, кои што обвинувале жената. Но бидејќи и натаму го прашуваа, се исправи и им рече, значи ги игнорира едноставно. И толку
доаѓа зборот сега. Толку дискретно, значи, го прави тоа, ги пишува нивните гревови за сите, лично сами да си се видат самите себе си во вистинско светло и да го напуштат местото на злостор, да кажем така. И потоа им вели во 7 стих, значи, кој од вас е безгрешен, нека прв фрли камен врз неа. Ајде сега да ви видам. И потоа пак се наведна и продолжи да пишува на земјата. Ги пишуваше нивните тајни гревови. И сите отидоа, потоа знаеме што следи, милоста Божја, не те осудувам ни јас, и вели на жената, и вели оди и не греши повеќе. Значи овде, на ова трето место, односно единственото место каде што го гледаме во Новиот Завет, каде што Господ лично пишува со свој прст, ги пишува гревовите, но ги пишува не на камен, не на зид, туку во правот земски. Тоа има и tekako значење. И овде Господ ја покажува и својата милост. Да ги брише гревовите на жената, сака да им порача и на другите, дека и нивните гревови можат многу лесно да бидат избришани, ако се покајат, а не да обвинуваат друг и да му судат на друг. Само оној кој што е безгрешен, односно единствениот Бог, може да суди и на мене, на тебе, на секој од нас. Значи, го имаме законот, преку кој што меѓу другото можеме да кажеме дека со право дека Господ ја прикажал правдата, што е оно што е праведно. Елен Вајт во Патриарси и пророци на 34 страна вели дека заповедите се наречени начела на правдата. Сите оние 10 заповеди. Тоа се начела на правдата. Како е праведно да се постапува. Имаме изречен суд или пресуда над Валтазар и го имаме гревот, кој што, односно гревовите кои што Исус ги испишува на земјата. И ова се токму оние три работи за кои што Светиот Дух е пратен. Меѓу другото, нели, тоа е Дух утешител, Дух на вестината, наречен. Меѓутоа во Јован, 16 глава, 8 стих, што вели? А кога ќе дојде тој, кога ќе дојде Светиот Дух, ќе го увери светот за грев, за правда и за суд. Тоа е она најважното, за кое што треба да се убеди, да се увери некој човек, некој грешник, за да тој дојде до покаяние и да му пристапи на Господ, односно да го прими спасението. Како поинако? Кога да прашате денес, надвор, ќе рече, па, јас сум добар човек. Ја мислам дека 99% ќе ви кажат тоа, може и повеќе. Дори во Македонија има некоја статистика, што е чудна статистика, ќе ви кажат дека 90-80% се религиозни, се верни кобајаги. Веруваат тие во нешто. Меѓутоа, ако ги прашате, ќе речат, не пат сите ни крадеме, ни лажеме, а државата ја однесува, мислам, овие 30 години, не крадат, не лажат. Се вистина кажуваат. Грев, правда и суд, тоа е најважното, за да се дојде кај Христа, за да се прифати Евангелието. И сега, одиме во Дело апостолски 2 глава. Светиот Дух се излева во голема мера, 50-ница, Пентакост, Духов ден, како сакате. Голем ден, роден ден на црквата го велат. И Петар има една маестрална проповед, порака, до насобраните. И неверојатен ефект постигнува. 3000 души само тој ден се крштеваат. Светиот Дух само што се излел. Значи, силна е таа негова проповед. И нормално, ако не била придружена од Светиот Дух, немало да има таков ефект. Денеска, тоа што нашите цркви се полупразни и нема ефект, може би нашето проповедање, токму заради недостаток на силата на Светиот Дух, ништо друго. Што е тоа што ги осведочило душите? Ако го читаме тамо 37 стих, Дела 2.37, што вели? Ако го чуја тоа, значи овој Константинов вели, ги засегна во срцето и му рекоа на Петра и на другите апостоли, мажи, браке, што да правиме?
Помагате што да правим. И Петар ќе им рече, покајте се. Истата порака што има Јован Крстител, значи вториот Илија, истата порака што има Исус Христос, покајте се зашто се приближи Божјето царство. Сега човекот треба да се доведе во таа ситуација, да свати дека мора да се покае, дека е грешен. Значи на дело е Светиот Дух овде, кој ги осведочува за грев, за правда и за суд на собраните. И тие вели, ги засегна во срцето или во динамичниот превод, уште по-близко е преведен стихот, вели, ова што го слушнаа до срце ги прободе. До срце ги прободи. Тоа, ако се гледа толкувањето на грчкиот збор, па ќе кажам, не сум јас по грчкиот, ама има Стронгс конкорданси, така да може и неукиот да види кое е значењето. Значи, прободување, оно изненадно, знаете, брзо. Прободување на срцето. Факт е дека ефектот дошол од делувањето на Светиот Дух. Но тоа е најважното во случајот. Но дали пораката, дали проповедта што ја слушаме од Петар е исто така важна? Дали содржината на проповедта е важна? Важна е. Тој им го истакнува Исуса Христа како Месија. Доказ за тоа е дека Исус воскреснал и дека сега е од десната страна на Отецот, а тој истиот Месија вие го распнавте. И тоа отворено ќе им го каже, и тоа е оно што ги прободе во срцата. Пораката не е најважна, ама сепак е важна. Словото. И тоа треба да биде пропратено со силата на Духот Свети. Ако не е важно Словото, тоаш Павле во Римјаните што вели таму во 10 глава во Римјаните? Вели вака. Ево 13 стих. Зошто секој кој ќе го повика Господовото име ќе се спаси, но како ќе го повикуваат оној во кого не поверувале, а како ќе поверуваат во оној за кого не чуле, а како ќе чујат без проповедник, значи без порака. Потоа вели во 17 стих и така верата доаѓа од слушањето, а слушањето од што? Од Христовото Слово. Од Словото, кое што мора да биде пропратено со Духот Свети за да има еден таков страшно силен ефект, како што имала проповедта на Петар. И сега ова не сакам погрешно да го разберете, меѓутоа овој цитат е јасен, појасен здравје, се наоѓа во петото сведоштво, 301 страна. Еве, како за информација, да знаете дека оние кои што може би во петокот поредко доаѓаат, може би ова ќе биде предизвик, почнавме со читање и проучување на сведоштвата на сестра Елен Вајд од вчера. Значи, минатиот петок завршивме со патриарси и пророци, почнавме со првото сведоштво и баш сме кај автобиографијата на сестра Елен Вајд, многу убави работи. Вчера читавме првите 2 глави незиното обраќање. Детството незино, знаете, онаа повреда, како ја добива на носот и така натаму, како и се искомплицирал целиот живот. И земал друг тек, меѓутоа сето тоа било под Божја промисла. И сега овде читаме нејзини зборови, односно зборови кои што ние веруваме дека сте вдахновени повторно од Светиот Дух и се наоѓаат запишени во петото сведоштво на 301 страна. Видите што вели. Овој цитат. Ако проповедта е со возбудлив карактер, таа ќе ги трогне нивните чувства, чувствата на слушателите, но не и срцето и совеста. Што јас би рекол во превод, нема Свети Дух, нема да прободе. Ако проповедта е со возбудлив карактер, таа ќе ги трогне нивните чувства, но не и срцето и совеста. Ваквите проповеди не донесуваат никакво трајно добро. Но, има некој ефект. А кој е ефектот? Често ги придобиваат срцето на народот, и во него будат наклоност кон човекот кој што им се обрека на тој начин. Значи, луѓето се преврзуваат кон говорникот,
кон човекот. Меѓутоа, таквите проповеди не донесуваат никакво трајно добро. И се цитира потоа Исаија 2.22. Тие забораваат дека Бог рекол, престанете да се надевате на човек, чиешто дишење е во ноздрите негови. Значи, пораката била важна на Петар. И пораката со посредство на Светиот Дух ги прободе во срцето, ги засегна. И затоа рекоа што да правиме. Како и самиот Павле, неговото искуство во 7 глава Римјаните, кога тој самиот се осведочил, бил прободен во срцето и рекол, Господе, помагај, што да правам? Јас, човек, во ова смртно тело. Амос 4.12 ни вели, приготви се да го дочека својот Бог Израелен. Ние живееме во време кога пораката е тројната ангелска вест. И до народот надвор, но и до нас самите. Ние треба да се подготвиме за доаѓањето на Господа. А тројангелската вест е всушност вест на предупредување, на опомена. И сега се навратиме во Јован 8 глава, поентата на откривањето на гревовите на овие кои што сакале да ја каменуваат жената. Како се чувствуваме кога нашиот греф е откриен? Мада рековме овде многу дискретен. Исус бил неверојатно, значи, знаел како да постапи секојаш во одредена ситуација, нешто што ние го немаме како мудрост, ние нешто не сме тактични или не знам, дискретни во некои ситуации, сакаме да се покажеме како ние дека сме нешто многу праведни, па ќе му го плеснеме на другиот, па како било, било. Исус тоа не го правил. Но, обично, еве, гледаме, евреите се заминале, значи. Откриени биле нивните гревови, ги допрело нешто во срцето, ама заминале, избегале. Адам и Ева што направиле кога им бил откриен гревот? Се сокрили и тие избегале од страв. Човекот едноставно не сака се соочи со своите гревови. Тоа е едно болно искуство. Интересно што има исклучоци на ова правило. Од неодамна читавме утрински стихови за самарјанката. Што направила самарјанката? Да, таа прво се обидела да го сврти муабетот со Исуса. Сеќавате? Теолошки да ме чека сега, таму ли треба да се клањаме, тука ли треба да се клањаме? А Исус си директно и кажал кој е проблемот нејзин. Но каков ефект тоа кај неја предизвикало неверојатен, значи станала неверојатна мисионерка после тоа. Значи, поентата е тука, да те прободе во срцето, да сватиш дека си грешен, да паднеш на колена крај Исуса и да бараш помош. И спасение, затоа што спасението е само кај Него. И Господ како го решава проблемот на гревот? На два начина. Затоа што тоа е најголемиот проблем. Тоа е проблемот за кој што е дошол Исус Христос да го реши проблемот на гревот, а со решавањето на тој проблем ја решава и смртта. Затоа што знаете како беше смртта, како што вели Јани му е жена на гревот. Придружничка. Како? Или ќе ги избрише вашите греови, ако се покајате секако, затоа и онаа слика запишани во правот таму земски, во песокта. Или ќе мора на крајот да го избрише и вашето име со се вашите греови, така. Или така ќе го реши проблемот на греот. И сега се наметнува прашањето и главната мисла на ова моја тема е каде е запишено нашето име. Дали во прав, дали во песок или на камен. На камче, во Откровение, да, таму има еден стих. Еремија 17.13 стихот гласи вака. Стихот се однесува на оние кои што го оставаат Господа, оние кои што се одметнуваат од Господа. Вели, о Господи, Еремија 17.13. О Господи, надеж на Израел, сите кои што те оставаат, ќе се засрамат. Кои ќе се одметнат од Тебе, ќе бидат запишани во прав. Зашто го оставија изворот на живата вода. Стихот кажува дека оние кои што се одметнуваат од Господа,
ќе бидат запишани во прав, каде што едно ветерче ќе ги снема, ќе дувне, ќе ги избрише. Неверојатно како е, јас денеска таму позади куќа кај што сме во Штип, не знам кога беше, се слушам, мислам дека со брат Гоци, и он сега ми кажува некој телефонски број, ја немав моментално како да го запишам. Ми текна, не, на дзидче има таму и со камен и на дзидчето. Денеска стои, бројот се гледа, може да го отчиташ. Ептено онака баш како да кажам, не толку длабоко, знаете, колку можете да во бетонот да изгребано да рече. Ама стои, може да го прочитате. Сега после овие дождови, не знам, не сум ни излегал овие 2-3 недели, не сум ни најдобар. Со здравието така да повеќе сум внатре. Но во правот земски да запишете нешто е како мали деца се си играле веројатно. Тоа ми текнал сега на еден момент, игравме многу тенис тој еден период и сум ви укажувал тоа. И сега играме тенис, со тој еден другар се скаравме, не зборивме долго време, аут ли било, не ли било аут. Еве, види кај удрило топчето, ама сега кој знае која топче беше тоа, пошто имало многу удари, тука покрај аут линијата, дали надвор, дали внатре. Па тоа се брише многу лесно, знаете, во земја, прашината. Поентата е тоа дека мора да избегнеме со Божја помош да не бидеме во оваа група, да нашите имиња бидат запишани во земскиот прав. Ти многу лесно ќе бидат избришани. Сега многу великани од човечката историја, земете, од скоро македонците чествува еден од нив, се запишани нивните имиња на камен, ќе речеме така, на спомениците, мислам, на камен, на мермер. Но тоа не е тоа. Тоа не му е битно на Господа, тоа е она како човек гледа. Господ е битно кај ќе го запише вашето име. И она што го спомна сестра Вики, има еден стих во Откровение 2.17, тоа било тогаш римски некој адет, да кажам, кај што ако било нешто позитивно, па се запишувало на бел камен, а ако било нешто негативно прашање, па на црн камен. И сега гледам во Откровение 2.17 до она порака до црквите, вели кој има уво нека чуе што им зборува духот на црквите, на оној кој победува ќе му дадам од скрината мана, ќе му дадам и бел камен, и на каменот напишено ново име, што никој не го знае освен оној кој го добива. Значи, новото име е алузија на Јаков, нели, кој после победата го добива името Израел, значи победникот, оној кој што ќе победи, ќе му дадам ново име, и тие кои што победуваат добиваат ново име, односно тоа е карактерот нивни. И само тие си го знаат, затоа што секој си поминал некое лично искуство, градејќи го тој карактер. На тоа се мисли. И сега, ако отидеме во Даниил 2 глава, 34-35 стих, исто познати стихови, знаеме кипот и она златна глава, па сребро, па бронза, па железо и на крајот најдолу прстите, железо и глина. И 34 стих вели од 2 глава Данијел: ти наблюдуваше, одеднаш се одвали камен, а да не го допре рака, значи камен кој што паѓа од небото, па удри во кипот во стапалата од железото и глина, да го скрши и сета она светска гордост, величина, се сруши, вели 35 стих, тогаш наедна се здроби железото и глината, бронзата, среброто и златото, и се стана како плева на гумно лете, и ветрот го однесе сето тоа без трага. А каменот што удри во кипот стана голема гора, ја наполни сета земја. Интересно, Божјето царство, кое што е вечно, прикажано со овој камен, кој што удира и ги руши сите овие метали, целиот овој кип. И што е воочливо овде, не само што се кршат овие метали, туку се стана како плева на гумно лете. Знаете што е плевата? Исто, многу нешто непостојано. Ќе дувне ветер, отиде.
И ветрот, вели, го однесе сето тоа без трага. Се што е светско, се што е светска големина, Господ доаѓа, Божјото царство доаѓа и сето тоа е избришано, однесено, како никогаш да не постоело. Не вакви херои, не такви херои. Видите, под колку 20-30 метри им градат некои тамо чудни споменици. Знаете на што алудирам, ајде да не спомнам овде, но се е тоа залудно. Каменот е Божјето царство кој што е вечно. Во Даниел 2:44 исто стих, во времето на овие цареви небесниот Бог ќе подигне царство кој никогаш нема да пропадне и не ќе помине врз некој друг народ. Тоа ќе ги разбие, ќе ги уништи сите оние царства и самото ќе стои довека. Оние кои што се поврзани со каменот ќе траат вечно како и самиот камен, односно како и самото царство. И видите што вели во Копнежот Елен Вајд. Христовото царство не може да се воспостави со одлука на судовите, советите или законодавните собранија, ниту под покровителство на големите луѓе на овој свет, туку со всадување на Христовата природа во човечките синови преку дејството на Светиот Дух. Повторно го имаме Светиот Дух како главен актер. Тој е оној кој што ќе те осведочи, тој е оној кој што делува на изградбата, дејствува на изградбата на вашиот карактер и во всадувањето на таа Христова природа. Значи, се што е човечко, треба да се избрише, да се сруши. Земете го оној кип на Навуходоносор, знаете, тој па го направил, наредил потоа да се направи целиот да биде златен. Значи, тој ќе биде вечен, неговото царство ќе биде вечно. Но тоа е гордоста, тоа е себичнота, тоа е сето она што е човечка величина, што се вели. Сето тоа треба да се сруши, да падне, да го издува ветер, да го снема едноставно и да Светиот Дух делува врз нашите срца на всадување на таа Христова природа. А знаеме кој бил Христос и каков бил Христос. И како што вели Лука 20:18, што треба? Секој кој ќе падне врз овој камен, ќе се разбие. Ама тешко на оној, односно врз кого ќе падне тој камен, ќе го сотре, како што се случило со кипот. За да не се случи тоа со нас, да не бидеме дел и ние од тие врз кои што ќе падне каменот, ние треба сега додека е време да се скршиме на каменот, да паднеме ние врз каменот, да скршиме таа човечка природа и да дозволиме Светиот Дух да делува на нас во всадувањето на таа Христова природа, да станеме христолики. А истиот тој камен е наречен и камен на сопнување. Значи, знаете, станува збор за Исус. Јас тука ќе прекинам сепак. За вечерва планирав нешто друго, ама за да не ве задржувам премногу, затоа што има уште многу, сепак ќе прекинам, темата е обемна, па ќе видиме и вечер што ќе биде, како ќе биде, предпоставам дека ќе ја завршам. Но ајде, ќе видиме како Господ ќе ме води до вечер, има време. Клучно е каде ќе бидат запишени нашите имиња. Дали на тој камен, дали ќе бидеме дел од тоа царство, Божие царство, кое што ќе трае вечно, па со него и ние ќе бидеме вечни, или пак нашите имиња ќе бидат запишени во песок. Господ има план да не запише таму, на каменот. Затоа си оние илустрации, значи, поентата зашто ги запишал гревовите во правта е затоа што сака лесно да не ги избрише. И тие лесно се бришат. Откако ќе ве прободе во срцето, ќе се покаете, ќе дојдете кај Господа и Господ ќе ви избрише. Нешто што вели Елен Вајд, молитва која што Господ не чека да ја исполни, туку веднаш ја исполнува, е молитва на покаяние. Кога се каете за својот грев, тој веднаш ви го брише. Едноставно како вели тамо го фрла во морските длбочини, како никогаш да не бил, како да никогаш не постоел гревот. Тоа е целта Божја, да го избрише, да го уништи гревот комплет,
да го нема нас да не спаси, а не спротивното, нас да не избрише, тоа никако не го сака. Па ние да не постоиме, односно да не снема како да никогаш не сме постоеле. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.